Ти не ми звучиш дека се имаш на дневно тргување онака остаено многу време. Па, види, моментално, пример, Томи го води дневното тргување. Не можеш да се концентрираш... Ама он за себе си го води. Па не, и на студентите лайв сесиите им ги држи за Добре за да дневно предава за тргување. Сесија е, како да кажам, како дисциплина е, која на теб ти лежи и повеќе ти одговара дисциплина. Јас сум појак да препознавам технологија и да видам фирма некоја што знам дека ќе расте, Според не знам во патерни, моментот кога ќе порасне таа фирма, ама знам пример Nvidia, со AI кој почна, Ти дека го виде ќе тоа биде со Nvidia. и дека ќе направат многу пари. И сега Ти го фати рано многу? беше пред 3 години Да. и сите студенти Пред на 3 ова. години, ја Јас сум памтам имал збореше пример за Nvidia. на ово убаво им објаснувам, им кажувам, викам во исто како Gold Rush и повеќе пари се направиле тие што се правиле алат за копање на злато, отколку и Него тие злато. што се го ископале златото. И Nvidia е тоа, секој сака у AI играта да види, секоја фирма А чипот? и тоа е тоа. Леле. И Nvidia, и Robinhood, и Palantir, и SoFi, и тие сите се направили по 4, по 5x. Значи, студентите парче прават Да. на Prime Class. И работата е тоа, на мене, там ми е competitive edge. И ја знам убаво да анализирам компанија, да најдам у некоја фаза, да знам дека после ќе Да изпрогнозираш експлодира. дека евентуално Да. ќе дојде таму. Кој ти е процесот? Како анализираш компанија? Супер прашање е тоа, заради тоа што е доста интересен процес. Целиот процес е ја прво ќе дослушнам од нешто за некој продукт или услуга дека ми се допаѓа. После ќе седнам, ја нема по мејнстрим медиумите да копам информации, туку ќе најдам кои се тие некои луѓе што работат таму. Дали прво ќе почнам од CEO, CFO, Луѓето од фирмата. од фирмата. И ја ќе ги тражам на YouTube на интервјуа, ќе ги тражам на X да видам што пишуваат. Ќе тражам луѓе дали таа услуга што ја користат, пример ако е некој клауд да речеме, Аха. ќе гледам програмери што зборат за тоа, ќе отворам на Reddit, ќе видам дали се задоволни, Купување, дали да. не се, дали се префрлат, пример, некој ќе рече и пример од Amazon се префрлив на Google Cloud, свиѓа ми се тоа и тоа повеќе. И ја тука гледам целата работа, па после идам ќе им ги гледам финансиски извештаи, ама јас сум уловал у некоја фирма и кога е у минус или пред банкрот и слично, ако верувам у тоа што го праве Така, целата компанија. Значи не се базирам на тие работи, туку гледам што наредните пример 4-5 години би направило бум и дали тај продукт или услуга другите ќе го сакат. И од технолошки аспект ја ги разбирам тие работи. Тоа ми е Pattern лесно. recognition на продукт. Investigative journaling. Ти истрага правиш. Па да, и после си ги следам и тие фирми што ги следам, луѓето клучни што се у таа фирма, ја ги пратам што објавуваат, што кажувам те, на пример од Тесла, тај Ашок е главен за AI и за целиот full self-driving тим. И ја него си го пратам на X, што ставе како ставе, па ќе отворам корисници сами што се снимат на YouTube и гледам како им функционира новата верзија, што е подобрено, што не е. А не чекам од мејнстрим медија, пример од Bloomberg Тој да дали ми до генерира mainstream, на мене мислење, отидак заради тоа што они големите медиуми секој што го прават со цел, со позадинска цел Така, обично, да нешто направат да или влијае, да. паника за некој друг голем да купе што кај нив или обратна ситуација да ја избустат премногу да акцијата за да може да излават нивните. Тај малце твојата дневна рутина како изгледа? Значи, пак ќе повториме, собственик си на неколку фирми, посветуваш многу време на давање назад, што рековме, за кочани, за Prime класот. Имаш свое лично портфолио, имаш многу важни клиенти, одговорност огромна, имаш и фамилија, и фамилиарен човек си. Како ти изгледа дневната рутина? Обично касно станувам, заради тоа што најдобар период на мене од денот моментално ми се вечерите и тука ги правам главните анализи. Кога си легне дете? Легнат, да,
и тогаш ќе седнам и Тогаш ќе пример мират. некој знам и да заглавам и до 4 сато, 5 сато са бајле, дека ќе си ставам слушалки, дека лаптоп или таблет ти земам и ќе читам работи, ќе гледам и тука сум најпродуктивен ја од тај дел. Не ми звони телефон, не ми стигнуваат нотификации, Од штама аспект ми на е се. анализата што На ја збореш. анализата што ја правам. А другото, добар сум за давање на имам најверојатно подобар менаџерски скил и гледам секоја работа што можам да ја делегирам на некој друг да ја прави. Ти делегираш. И пробувам, знаеш како ја викам кај мен у фирмата. И целата мислам како е логика на сите. Ја им викам подобро направи грешка отколку ли мене да ме прашаш за некоја работа. Сам ако можеш ти да донесеш заклучок за нешто, донеси го. Макар и утре да е грешен тај, не е проблем. Ако треба ја ќе ти сугерирам за некоја работа, ама само тај начинот за да можеме да ескалираме и да одеме нагоре. Ако јас сум ботал некој, ако се зависи од мене, ја не сум таков микроменаџер и да сакам да знам се и ја да кажувам да бидам како најпаметен. Ја гледам попаметни луѓе од мене да ги примам у тимо и иако си попаметен од мене у дизајн, зашо ја да ти се мешам у тоа, само за егото ли да си го попунам како мојот збор е на крај? Не, ја на секој давам потполна слобода у тимо и покажи ми ти што знаеш, што можеш да направиш, што е доброто за тимо. И тимо е нашиот како фудбалска екипа, како кошаркарска екипа. Може некој полошо да перформира, ама тука мора друг да упадне да му помогне. Некој друг може ќе даде гол, ама треба да му додаде. И сите тука па како фамилија сме и дружиме се сите и гледам да посветувам многу време повеќе на тоа посветувам, да биде тоа една многу јака средина и сите имат комплетна слобода.